После трагедијата у Кочани никој од институциите не ја научи лекцијата. Ова е класичен доказ за тоа, затоа што повторно имаме многу сериозен пропуст во истрагата, кај што не е докажана причината за смрт на децава и ти го имаш тоа после ветувањето пред целата македонска јавност дека сите оние кои што се виновни, одговорни ќе бидат изнесени пред лицето на правдата. Ама добро знаеме ветувањата за уши дека ќе бидат Ама носени. знаеме дека тоа нема врска, дека ама не е ние реално и дека во ред, нити јас се оствари, нити ќе се Знам, оствари. Ама ова ти е конкретен доказ дека после трагедијата ништо не се сменило. Ваквиот игнорантски однос кон една ваква многу сериозна тема ти е доказ дека ништо оваа држава не се сменило. Дечкивот од два статус има на Facebook. Вика 3500 луѓе секоја година нас не умираат од загадување на воздухот. И тоа нели е причина за аларм? Ние кон сите овие работи се однесуваме игнорантски до моментот кога не дај Боже не ни се случи на нас нешто. Па доволно е да отидеме и снимиме редиците кои што се на клиниката за онкологија, за да види обичниот човек што значи игнорирање на проблемот. Со таа теза, абе што да правиме? Се знае што да правите, ако сте незадоволни, ако нешто ви смет, има неколку демократски методи на кои што можете да ги промените работите. Еден од основните демократски методи е протестот, че израз на незадоволство. Значи имате милион методи како демократски можете да влијаете и да побарате промени во општеството во кое што живеете. Најголем дел избираат да не прават ништо. И онда се чудат кога ништо не се менува. Па нормално, кога никој ништо не прави, ништо и нема да се промени.